Продолжуваат пресметките за водата во Гостивар. СДСМ бараат кривична одговорност за труењето на над 4000 лица. Министерот за здравство Сашо Клековски истакна, водата во Гостивар веќе неколку дена се хлорира, а по натамошните анализи ќе се чека на управувачкиот комитет да ја прогласи водата безбедна за пиење. Потруењето на граѓаните на Гостивар со над 4000 заболени граѓани, потруењето на уште 7 други населени места и загадување на 2 реки мора да има кривична одговорност. Од сите. Наместо да прикриваат и бараат виновници насекаде освен во сопствените редови, криминалната ВМРО мора да ја признаат вистината за тоталниот институционален колапс. Здравието на граѓаните го загрозија, а тоа е најважното нешто. Ваквото намалување сметам дека е резултат на подобрување на квалитетот на водата во градскиот водовод, бидејќи веќе неколку дена таа се хлорира соодветно и секако очекуваме намалување на таа бројка, чим нивото на резидуален хлор ќе биде постигнато во сите крајни точки кај што се мери, ќе има негативни проби на крајните точки во управувачкиот комитет ќе каже дека водата е соодветна за пиење и подготвување на храна. На истата тема реакција имаше и од премиерот Христијан Мицкоски, кој го повика обвинителството да делува над 400 пријави за небезбедна вода во Гостивар од 2021 година. Во овој момент водата во Гостивар останува да се користи како техничка, без да има насоки за да биде истата користена за пиење и готвење. Во 2021 година, кога председателот на СДСМ е министер за здравство и кога истата личност која што денеска излегува на пресконференција од името на СДСМ е директор во Институтот за јавно здравје, имаме преку 400 пријави за неквалитетна вода во Гостивар. Преку ништо не е превземено, нула. Јас го повикувам обвинителството од овде од Делчево да ги провери овие наводи за кои што сега зборувам. Пониски цени на горивата очекува премиерот Христијан Мицкоски од понеделник. Тој се надева на стабилизирање на берзанските цени и состојбата во заливот, што е клучно за цените на овие производи кај нас. Сега е прерано да зборуваме, но она кое што го гледаме дека денеска имаме мал скок. Вчера цените се движеа некаде околу за брентот од прилика 83-84 долари за барел. Денеска имаме повторно некое нагорно придвижување околу 87-88, но далеку под 100. Така што јас очекувам дека веќе во понеделник да имаме надолно нивелирање на цените, на бензините и на дизелот, но она што е важно е што ние како држава сепак остануваме држава со најефтина цена на дизелот и на безоловниот, имајќи предвид дека ова се производи кои што се купуваат на берза, односно сите држави ги купуваат од исто место. Нема тука голема мудрост во делот кој е поголем или помал предприемач или поголем или помал државник. Само што ние како влада одлучуваме да се откажеме голем дел од она кое што некои други држави не го направија, тоа е големите акцизи и така натаму и така натаму. Во минатото знаете дека ние се откажавме од данокот на додадена вредност. Со цените на горивата засегнати се и цените на прехранбените и други артикли. Јас правев една анализа лично и ги споредував јуни месец 2026 со јуни месец 2022. Отприлика тоа се две слични години. Зошто? Затоа што тогаш почна војната во Украина, а сега е војната во Иран или во заливот. Иако според сите светски познавачи велат дека оваа војна има далеку по девастирачки последици за светската економија, поготово како енергетска криза повеќе. Ако тогаш сме имале 14,7% инфлација, сега е 3,4%. Ако тогаш прехранбените производи биле над 15% и тоа бе главниот драйвер, сега тие се 2,5%. Јас очекувам дополнително стабилизирање во јули. Анализирав 12 држави од регионот, тогаш сме биле на 8-то место од 12 според висината на инфлација, сега сме на 3-то.
Смирувањето на цените во маркетите е еден од приоритетите на владата, поради што досега со производителите, трговците, дистрибутерите и увозниците се одржаа неколку состаноци. Профитните маржи на околу 600 производи се контролираат со државни механизми, а за нефер трговски практики се предвидени казни и до 200.000 евра. 14 капитални проекти во моментот се реализираат во Делчево во градежен бум, кој што во општината не се случил, изјави градоначалникот Иван Гоцевски на денешниот увид со премиерот Христијан Мицкоски. Тоа што денеска имавме можност заедно со председателот на владата да го посетиме е реконструираната улица Индустријска, за чијашто реконструкција беше потрошено над 11 милиони денари. Паралелно на тоа претходно беше комплетно изградена водоводна, фекална и атмосферска канализација во висина од 10,5 милиони денари и секако улици во централното градско подрачје кои што дополнително ќе зголемат вредноста на самото земјиште во градот и ќе предизвикаат нови можности за евентуални инвестиции. Таму се потрошени исто така над 10,5 милиони денари. Потоа ја посетивме самиот процес на реконструкција и изградба на улицата Видо Смилевски Батов во населата Старасани, каде што ќе бидат потрошени над 6,5 милиони денари средства кои што се обезбедени преку Министерството за транспорт и врски и преку владата на Република Македонија преку вториот унгарски кредит. Тоа е еден проект кој што беше деценијски најавуван, но еве за среќа денеска можеме да кажеме дека за 2 дена од сега и ќе биде конечно и реализиран. Гоцевски со порака. Не сакам да ја пропуштам можноста да кажам дека овде не застануваме како општина, тоест ние како општина Делчево веќе работиме на реализација на нашиот општ тендер во кој што се предвидени изградба и конструкција на неколку улици во повеќе населби во Делчево. Тука станува збор за улица Петрашевска во населбата Стрелиште, која што денеска ја обедуваме во работа, и неколку пристапни патеки во населбата Милка Обрдо, како и на санација на ударни дупки кои што за жал по повеќето дефекти кои што настанаа на водоводната мрежа се појавени на повеќе локации во општината и истите ќе бидат санирани некаде до крајот на месец август. Премиерот Мицкоски задоволен од виденото. Десетици проекти се реализираат овде во ова општина. Ја користам ова прилика да му честитам на градоначалникот за наистина посветената работа која што ја врши. Би сакал да се заблагодарам и на советниците од Советот кои што ја поддржуваат работата на градоначалникот, на администрацијата. Сите тие се заслужни за да овој мозаик биде поинаков. По 30 години општина Делчево е на чекор до финансиска слобода и деблокирање на сметката која во овој период беше под блокада од страна на градежната компанија Гранит. Тоа е стара тајна дека имаме блокирана сметка и работиме со рамка од 8,5 милиони денари. Тоа се премалку средства за амбициите кои што ги има актуелен градоначалник и за самата визија која што има тимот кој што работи моментално во општина Делчево. Така да моментално активно работиме на намирување на сите проблеми кои што се направени поради извршни решенија кон општина Делчево во минатото, но морам да признам, еве денеска и официјално, можам да кажам дека долгот кој што изнесуваше над 180 милиони денари веќе е стасан до приближно 35 милиони денари и мислам дека со поддршка од премиерот и од владата многу наскоро ќе најдеме и конечно решение за да можеме се до тоа ние и да го конечно да го сервисираме. Премиерот Христијан Мицкоски е убеден дека сметката конечно ќе се деблокира. Јас нема да коментирам кој е чив заложник. Јас само сакам да кажам дека очекувам многу скоро од денес, тоест еве да прецизираме оваа година, да општина Делчево ја одблокира својата сметка и да може да функционира како општина која што нормално ќе функционира и нормално ќе се развива, а не со предизвици какви што ги има наследено Иван како градоначалник овде во општина Делчево. Долгот на општина Делчево кон компанијата Гранит е поради изграден пат Делчево-Берово во далечната 1996 година, а тогашниот градоначалник обврската во висина од 38 милиони денари ја превзел како општинска.
Патнички брод со вкупно 238 лица се насука на Дунав во близина на романскиот град Салција поради екстремно ниско ниво на водата. Бугарската гранична полиција вчера попладне започна со евакуација на 186 патници од крузерот Викинг Улур, кој плови под швајцарско знаме. 52 члена на екипажот останаа на бродот. Нивото на реката е екстремно ниска, а протокот на Дунав е околу 1600 кубни метри во секунда, поради што бродот не можел да го продолжи своето патување. Во текот на вечерта беа направени неколку обиди за ослободување на бродот, но безуспешно. Представниците на пристанишната власт известија дека шансите бродот наскоро да биде деблокиран се мали. Турската полиција ја приведе градоначалничката на Ускудар, Синем Дедеташ, која раководи со една од најголемите општини во Истанбул поради сомневање за измама и за подкуп. Надлежните истражуваат наводи поврзани со Дедеташ и со 5 други луѓе и раководители во општинската компанија Кент АС поради сомневање за нерегуларности во постапките за издавање градежни дозволи. Обвинителството тврди дека Кент АС склучила повеќе договори за консултантски услуги со градежни компании во вредност од околу 18 милиони евра. Дедеташ е градоначалничка на Ускудар од април 2024 година, откако победи на локалните избори како кандидатка на главната турска опозицијска Републиканска народна партија. Хрватска подготвува целосен нов начин на наплата на патарините со кои ќе исчезнат наплатните кукички и долгите колони на рампите. Наместо досегашниот систем со земање билет на влез и плаќање на излез, возачите ќе мора однапред да го регистрираат своето возило во новиот електронски систем. Според новите правила, секое возило ќе мора да биде вклучено во системот пред да се приклучи на автопатот. За патничките автомобили ќе бидат достапни две опции: користење ЕТЦ уред или автоматско препознавање на регистарските таблички. Новите правила ќе важат и за странските државјани и туристи кои ги користат хрватските автопати само повремено. За нив ќе биде овозможена едноставна регистрација на возилото преку интернет, мобилна апликација или на специјално определени продажни места. Од денес започна мисијата на Светската и Европската инвестицијска банка, а утре нивни представници, финансиски експерти за капитални проекти ќе бидат во клиничката болница Штип. Очекуваме да има две проценки здравствени и инвестицијски или градежни проценки. Ќе се работи по најнови стандарди, ќе се проценуваат и влијањето врз околината, врз општеството, еколошките стандарди, бидејќи дел од активностите предвидуваат и радиотерапија и нуклеарна медицина. Сме срекни што ќе имаме силна поддршка, техничка поддршка во формулацијата на проектите и на документите неопходни за тендерирање на овие проекти и со ова влегуваме во едно забрзување на процесите на реализирање на овие неколку капитални инвестиции. Клековски во здравството најави нови вработувања кои ќе ги има и во клиничката болница Штип. Се откочи процесот за вработување на 600 специјализанти. Тоа е одлука на владата од 2024. Се доцнеше со спроведувањето на одлуката, се вработија 300 специјализанти, 300 специјализанти остана надвор од проектот. Оно што се донесе одлука на вчерашната седница на владата да се отвори процесот повторно и тие 300 специјализанти што не беа вработени да се завршат до крајот на 2026 година. Мисијата утре во Штип ќе прави и други проценки. Ова мисија ќе прави проценка и за потребата од долгорочна нега, некои викат гериатрија, некои викат палијативна нега, бидејќи тоа е едно од 5 подрачја што со стратегијата за здравство 2020-2030 е назначена како приоритетно подрачје. Населението станува се повозрасно, потребна е се поголема туѓа нега, така да е ова едно од прашањата што го согледуваме. Повеќе од 100 милиони денари се инвестираат за реконструкција на објекти во Штипската касарна Јане Сандански, изјави денес при посетата министерот за одбрана Владо Мисајловски. Ова значи дека целосно ги променуваме состојбите во сите касарни. Ова ќе биде постојано низ годините, оваа слика постојано ќе ја гледате. Ако пред 6 месеци имавте можност сите да видите дека овој објект до мене целосно беше реконструиран, сега сме сведоци на уште еден објект
Значи над 1000 квадрати реконструирани, каде што навистина ќе со многу убави услови ќе може да се одвива функционалноста на касарната, но не застануваме тука. Во овој момент преку 100 милиони денари ќе потрошиме само во касарната во Штип. Мисајловски освен овој најавува и други проекти. Следат уште многу проекти каде што наврзо сите ќе ги објавиме, стигаат нови проектни решенија. Мислам дека ако издвојуваме околу 32% само за модернизација во армијата, треба исто така да вложуваме во капитални инфраструктурни проекти. Има многу објекти, не можеме се наеднаш, но чекор по чекор гледате дека секоја недела нов објект се работи и се гради. Сакам да се заблагодарам на армијата, сакам да се заблагодарам на генералите, на сите од секторите кои што навистина макотрпно работат за да имаме вакви убави објекти. Арама секојдневно се опремува и модернизира. Оваа година пробуваме да ги завршиме најголемите проекти. Еве, сите страјкери стигнаа во државава. Очекувам дека до крајот на следниот месец комплетно све ќе биде завршено за адаптација на тие возила, каде што може да ги представиме. Веќе се потпиша решението каде што треба да се направи она што е потребно да се стават во функција. Исто така, до крајот на годината треба Мистрал системите дополнително целосно да стигнат, најголем дел од нив. Исто така треба да стигнат 2 хеликоптери, имаме многу тендери исто така за оружје, имаме постапки со Европскиот мировен фонд, каде што им бидете сведоци сите да видите колку опрема стига паралелно дополнително ќе стига. Министерот Мисајловски најави и набавка на уште 10 оклопни возила од Турција, 4000 униформи, 4000 пара чизми и друга воена опрема. За 6 дена Државниот пазарен инспекторат реализираше 518 инспекции, констатира 210 прекршоци и изрече казни од 3,5 милиони денари, што е повеќе од 50.000 евра. Контролите се извршени во периодот од 20 до 26 јули, а најголем број од нив се однесувале на Законот за угостителска дејност, финансиска дисциплина, Законот за трговија, Законот за занаетчиство и други. Освен казните, инспекторите изрекли и 26 опомени, по кои во наредниот период ќе бидат спроведени дополнителни контролни надзори согласно законските процедури. Од Државниот пазарен инспекторат информираат дека контролите продолжуваат, како и постапувањето по пријави поднесени од граѓани и институции. Драматична ноќ изрежирале синоќа неколкумина млади штипјани. Според пријавата, од страна на 24 годишна сопруга и нејзиниот брат 23 годишниот МД, нејзиниот сопруг штипјанецот на 30 годишна возраст ТН, околу 1 часот со дрвен предмет ја скршил влезната врата и прозорец од куќата на мајката на неговата сопруга, пошто настанала физичка пресметка помеѓу него и МД, која била прекината од полициските службеници кои излегле на местото. Иако првично бил спречен да крши, гневниот сопруг се обидел со остар предмет да го нападне братот на неговата сопруга, но повторно бил спречен од полициските службеници, но и од неговиот собствен брат 32 годишниот СН. При што во напорите лицето да спречи поголем инцидент и неизвестна ескалација, братот на сопругата, МД, искористил прилика и го удрил братот на зетот, СН, кој паднал и се здобил со тешки телесни повреди. По преземени мерки во врска со настанот во околу 2 часот по полноќ, полициските службеници ги лишија од слобода ТН и СН и по целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава. МВР предупредува дека се појавиле лажни СМС и електронски пораки во кои измамници се представуваат како системот Безбеден град и бараат уплата за наводен сообраќаен прекршок. Од Министерството апелираат граѓаните да не отвораат сомнителни линкови и да не оставаат лични или банкарски податоци. Граѓаните да бидат внимателни, да не споделуваат броеви на банкарски картички, лозенки и лични идентификатори преку неовластени канали, туку сомнителните пораки да ги пријават кај надлежните институции или во банката. Велат од МВР. Оттаму појаснуваа дека вистинските СМС известувања за прекршок пристигнуваат од испраќач МВР.СЦ, содржат регистарска ознака на возилото и линк кој започнува со официјалниот формат safecountry.mvr.gov.mk.
Шеталиштето покрај реката е едно од обележјата на јужнокорејската престолнина Сеул, но исто така често место на очај во земја со едно од највисоките стапки на самоубиство во светот. Системот за надзор базиран на вештачка интелигенција ги алармира службите за итни случаи ако некој се задржи на одредени локации предолго, влезе во зона која се смета за опасна или се јави на еден од телефоните за спречување на самоубиства инсталирани на мостовите. Системот се покажа како исклучително ефикасен при што стапката на спасување во областа се зголеми за 56% во 2012 година на повеќе од 99% денес. Утре времето сончево и топло, со температури до 34 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 8 км на час. Влажноста на воздухот ќе достигне 36%. Температурите по градови се следните. Штип и Карбенци со по 34 степени. Пробиштип 33. Чешиново, Блешево и Кочани 34 степени. Температурата во Виница до 33 степен, во Македонска Каменица 32, во Делчево 31, Пехчево 30 и во Берово максимални 29 степени. Православните верници утре се спомнуваат за света маченичка Марина. Католиците на Руфин.